Ви благодарам на сите за присуството, почитувани представници на медиумите. Дозволете, како што вчера ви најавив, да детално ја образложам нашата одлука, нашиот став кој го изнесов вчера. Како што кажавме, средба со криминалци нема да има, нема средба за техничката влада и таа мора да остане. Затоа што таа е последната линија на одбрана од целосно зарабување и злоупотреба на најважното, а тоа е слободната волја на граѓаните за време на изборниот процес. Јасно е дека Мицкоски е во тесно, му се брза, се бара алиби за распишување избори, не му треба диалог, туку покритие. И тоа што се случува денес не е спонтано, тука е сценарио кој што е смислено уште лани. Јас и СДСМ го разобличивме целосно и го презентиравме изминатите недели во јавност. Тогаш јасно кажавме за што станува збор, прво избори, а после тоа мигранти за пари. Мицкоски тендер коалицијата ВМРО знам, нека си ги распишат сами изборите, очигледно дека се веќе испланирани. Ние нема да бидеме покритие за ова сценарио и нема да учествуваме во легитимирање на овој политички маневар кој што значи само избегнување на одговорност. Сето тоа што го говоревме изминатиот месец, сето тоа се случува сега пред очите на граѓаните. Се потврдува и поврзаноста со Србија, на која исто така предупредивме, како е можно во само рок од 1 час, од која српскиот претседател најави таму избори, тоа да се случи и кај нас. И тоа не е коинциденција, туку координација. Сега веќе на сите им е јасно и нема потреба од дополнителни објаснувања. Очигледно е дека акциите на Соединетите Американски држави овој процес го забрзуваат. Законот за Западен Балкан, кој што нашиот стратешки партнер го донесе, каде фокус е борба против криминал и корупција, очигледно ги забрзува работите. Се постои логично прашање како е можно на најголемиот празник Божик да се пласира ваква агресивна политичка тема. Одговорот е јасен, причината е паника. Изминатиот период целосно ја разоткривме позадината на работите, целосно ја разоткривме суштината со која што тендер коалицијата ВМРО и знам владее. Излезе на површина вистината за мигрантите, за Алта банка, за окупирањето на правосудниот систем, на сите инстанци. Техничката влада може да се укине само тогаш кога ние би биле зрело општество, а ние тоа сега во овој момент не сме. Затоа што оваа власт канџите агресивно ги стави на сите институции и ги злоупотребува во своји политички цели. Не смее да се укине техничката влада, затоа што е тоа само светлина, единствена можност за честни и фер избори. Тие не ја сакаат техничката влада, затоа што кога ќе влезе министер од опозиција, ќе има увид во сите злоупотреби и во целиот коруптивен систем кој што е сега поставен. Со оглед на тоа дека ние и нашиот антикорупцијски тим веќе почнавме со објавување на аферите, има уште огромен број на работи кои што доправа ќе ги презентираме во јавноста, може само да претпоставите што се крие по институциите. И затоа не сакаат техничка влада, затоа што тоа за оваа власт ќе значи отворање на Пандорината кутија. Мицкоски прво во интервју на Алфа рече дека нема намера да иницира укинување на техничка влада без широк консензус, а завчера рече дека можеле и сами, но сакале процесот да биде инклузивен. И ова е уште една потврда за тоа што го говориме. Ставени се канџите во правосудството, воспоставена е целосна контрола на обвинителството, се врши притисок врз судскиот совет и се носат измени на кривичниот закон кои што одговараат само на власта. И тоа не се прави случајно, се прави за да се заштити криминалот и корупцијата. Во земјоделството видовме што се случи со ИПАР-3, директор кој е поставен од ВМРО беше уапсен за корупција и проневера на европските
пари. Може да замислите до кој степен се злоупотребува по министерствата. Тоа е една причина зашто мора да има техничка влада. Понатаму, се носат резолуции со кои што практично се укинува слободата на говорот на опозицијата. Како во едно минато време, како во едни режими во Третиот рајх. Се гуши демократијата и се создава атмосфера на страх. Понатаму, со законот за полиција, се оди кон целосна партизација на МВР, системско бркање на професионалците за полицијата да стане само партиски инструмент. Се укина кариерното напредување, се зголемија ингеренциите само на министерот за внатрешни работи. И во такви услови секој разговор за укинување на техничката влада не е само неодговорен, туку и опасен по демократијата и процесите во земјата. И затоа го организираме овој детален брифинг за да укажеме на уште неколку работи во неколку сектори, да образложам поднесени предлог закони за кои што сметаме дека власта сака да се спаси од одговорност. Прво, најновите измени во кривичниот законник, понатаму воведувањето дигитален надзор на пржинската влада и даваат суштинска легитимација како последна инстанца за заштита на институциите од злоупотреба. Во новиот кривичен закон не се регулирани прво неимотната корист, понатаму нејасно се утврдува управувањето со јавните, односно државни фондови и пари надвор од системот за јавни набавки и за прв пат се воведува условна казна. На овој начин, на голема врата, се воведува клиентелизмот спротивно од сите стандарди на ГРЕКО и на Европската Унија. Ние видовме што значи злоупотреба на полицијата, структурите на Министерството за внатрешни работи и за време на овие локални избори. Укажавме, уште во октомври, за присуство и на министерот и на началници на партиски средби, што е директно кршење на законот за внатрешни работи за партиски цели. И во таква ситуација само пржинска влада, во која што има присуство на опозицијата во владата, може да гарантира фер и демократски изборен циклус. Понатаму, легализација на масовен надзор без соодветни примерки преку системот Safe City со 65.000 камери овозможува дигитален надзор на движењето на граѓаните. И кога за граѓаните се воведува дигитален надзор, контролата на овие системи станува прашање за опстанок на демократијата. Технички министер за внатрешни работи од опозицијата е гаранција дека овој систем нема да се злоупотреби за следење на движења на поединци од опозицијата, активности на опозицијски кандидати и активности за време на кампањата. Никако со ниту еден закон системот Safe City не е регулиран, ниту пак се знае како и на кој начин може тие податоци и во која цел да се користат. Склоноста на власта кон нетранспарентно носење закони, многу често по скратена постапка. Без да се слушнат сугестиите на било кој од чинителите и без да се прифатат, е нешто за што и претходно зборувавме. Така да, техничката влада ќе гарантира некаков институционален баланс. Колку повеќе власта го слабее кривичниот закон во делот на борба против корупција, се зајакнува во делот на репресија и надзор, и затоа е се попотребна пржинската влада. Затоа што тоа не е веќе само техничко тело за спроведување избори,
туку институционално вето против воспоставување на авторитарен режим во кој функционерите се над законот, а граѓаните се под постојан надзор и закана. Следниот сегмент. Реформските закони. Помина скоро пола од мандатот на оваа влада. Никаква суштинска работа во делот на носењето на реформските закони, дел од реформската агенда, посебно во најважниот сектор, во правосудството. И иако 12 закони требаше да се донесат од 2025 година, премиерот на еден од состаноците во Брисел на крајот на минатата година дури најави дека сите ќе бидат донесени, излезе дека е тоа само уште една негова лажна изјава. Сега на брзина се обидуваат да спакуваат неколку закони, без при тоа да во тие закони се имплементирани препораките од оценската мисија. Че повторно станува збор за манипулација, во која што се прифаќаат само еден дел, отприлика половина на препораките, а на другите препораки се прави модификација, односно да овие закони само проформа бидат согласно реформите, согласно препораките на оценската мисија, а сушност да служат само на потребите на власта. И тоа е суштината на тоа што го тера оваа влада. Целосна контрола на судството, на секој еден сегмент во правосудниот систем, без нашиот систем да може да се отвори кон европското судство, европските обвинители, за и тие да имаат контрола врз овие наши процеси. Понатаму, следен сегмент. Намерен конфликт со Бугарија. И таа работа паралелно се случува изминатиот период. Намерен конфликт и со тоа едно оправдување за преговорите да не продолжат, со објаснување за постоење на уцени од европски членки, а практично целта е европските интеграции да целосно се запрат, што всушност и се случи. Владата одбива разговори на оваа тема, ги блокира преговорите, го одржува националистичкиот наратив, кој што е потребен само за нивна локална кампања. И со тоа не само што ниту се обидува да ги реши проблемите, туку проблемот се продлабочува со повторно отворање тема за македонскиот јазик. Со изјави за лажни проблеми кои се демантираат од бугарското Министерство за надворешни работи. Од кај што стигна изјава дека јазикот воопшто не е предмет на билатерални договори или преговори. Се постава прашањето зошто премиерот дава изјава дека со тоа е загрозен нашиот идентитет. Очигледно е дека тоа не е точно. Дека тоа само еден изговор. А тоа веќе цела Европа го знае. Дека оваа влада бара изговори да не ги продолжи интегративните процеси. Документите кои што треба да значат чекор напред. Практично оваа влада ги претвара во нови политички судери. Исто се случи и пред отприлика месец дена по изјавата на премиерот дека старото име на државата е веќе вратено. Последеше нота реакција од грчкото Министерство за надворешни работи. Наместо прогрес, наместо добрососедски односи, само блокади, само ноти, само наоѓање изговори и причини за конфликт со соседите. И ова се сите делови од една посебна антиевропска кампања, кој има за цел да предизвика кај граѓаните една негативна реакција кон Европската унија, со што ВМРО и ЗНАМ добиваат олеснителна околност за оправдување на запирањето на процесите на интеграција. Зошто? Како што кажав, се е намерно за да продолжи криминалот и корупцијата во земјава. Понатаму, изолацијата од ЕУ и мигрантите. Секој еден сегмент во општеството се уназадува. Актуелниот случај
мигранти за пари покажува колку е целиот овој процес практично опасен. Ова власт е спремна на се само за да зачува власта и не бега ниту од превземање на мигранти, што трајно може да го запре процесот на евроинтеграција, но и сериозно да доведе до загрозување на безбедноста тука на граѓаните во земјава. Зошто? Затоа што станува збор за лица кои имаат криминално минато, криминална историја. За тоа е показател усвоен предлог на измени од точките на Конвенцијата за човекови права, со што на европските земји им се олеснува депортацијата на луѓе, мигранти, кои што не добиле дозвола да останат во нивните земји, па мора да ги пратат на друго место, а не можат назад во земјите од кои што потекнуваат. Станува збор за мигранти кои што имаат врска со криминал. Тоа во последниот месец известува и британските медиуми, известува дека има договор со македонската влада. Оваа влада, британските медиуми не ги демонтираше. По нашите реакции и предлози за усвојување на резолуција со кој што ќе се смиреше општеството, доколку тоа не беше вистина, што направи власта? Собраниска резолуција да се ограничи слободата на говорот на опозицијата. Како што кажав, по праксите на Третиот рајх. Таа резолуција, усвоена со 65 гласа за, е директен напад на демократијата во земјава, која што е практично и критикувана од страна на Европската унија. Демократските процеси се критикувани во извештајот за земја во 2025 година. Че праксата само продолжува. Понатаму, неколку зборови за економијата. Имено според последните официјални податоци, инфлацијата никако да спласне на 4%, тоа граѓаните го чувствуваат во секојдневното живење, огромен раст на трошоците, индексот на цените на мало и индексот на трошоците на живот се пораснати, 3,6, односно 4,1%, пораснати цените на скоро сите групи од рекреација, култура, пијалоци, храна, мебел, покупнина, разновидна стока, обувка, здравје и така натаму. Кога на ова ќе се додаде зголемената цена на струјата, на парното, јасно е дека оваа власт е загрижена само за своите џебови, не за стандардот на граѓаните. Буџетската дупка огромна, близу 1 милиарда евра, минималната плата под 500 евра, најниска во регионот, без тенденција да расте. Намалени средства за социјално ранливи категории, никакви мерки за најсиромашните во нашето општество. Само популистички најави на премиерот и на владата. Никакви мерки за семејствата со повеќе деца, за невработените, за вработените во неформалните сектори и за најниско образованите. Ние имавме вистински политики и во огромни кризи, кои што не може да се споредат со овие околности. Раста и платите, примањата, просечната, минималната, донесовме систем за зголемување на пензиите, не упад во системот како што сега го прави власта, социјалната помош се зголеми за 300%. Премиерот најавува некаков раст на платите и како аргумент за тоа го кажува постоењето на колективните договори. Но не кажува дека за да растат платите треба пари да има и да се направат анекси на тие колективни договори. Значи работниците треба да знаат дека оваа година раст на платите нема да има никаков, затоа што нема пари во буџетот. Нема пари ниту за капитални инвестиции, доволно, тие се намалени од претходните години, као што сите сме сведоци, странските инвеститори од земјава заминуваат. Така да, во тој дел, се што прави власта очекува 6 милиарди евра ново задолжување и 20.000 фунти по мигрант.
Тоа е нивната економска политика. Тоа што сакам да го потенцирам е граѓаните да знаат дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија секогаш бил за европскиот пат на земја. Ја внесовме државата во НАТО, направивме се за да почнат преговорите со Европската унија и тие започнаа, но во овој политички контекст, со ова однесување криминогено, коруптивно на власта, со ова окупација на институциите, ова општество и ова држава не се зрели за укинување на техничката влада. Не сме конструктивни како опозиција. Предложивме анкетна комисија за кочење. Власта ја одби. Нудеме решенија за раст на минималната плата, намалување на ДДВ-то на храната, на струјата. Власта сето тоа го одби. Нашата конструктивност беше видлива и кога дознавме за договорот за мигранти, рековме, ајде, потпишете резолуцијата, да се смири општеството, има немир кај граѓаните, нормално, ВМРО знам тоа го одбија, затоа што таков договор очигледно е дека има. И за крај дозволете да резимирам. Кој оди на состанокот, кој што го иницира премиерот Мицкоски, е поддржувач на изолацијата на земјата и дава легитимитет на сите антидржавни политики. И што е најлошо, дава легитимитет на криминалот и на корупцијата. Кој оди на таков состанок, јавно се декларира дека е соработник на тендер коалицијата. За знам тоа сите го знаат. Одамна е јасно. Тендер коалиција на плаќање, на уцена, нивната соработка е веќе јасно дефинирана, тоа нашиот антикорупцијски тим секојдневно го образложува и го обзнанува. Време е да се знае кој е за Македонија, а кој е за криминал и корупција. Да знаеме кој е за изолација, а кој е за прогрес и за интеграција. И поради сето тоа за нас Европската унија нема алтернатива. И благодарам.